Добре дойде назад сите. Како влегуваме во последната лекција од модул 7, да си одземеме момент да размислиме за аналитичкиот пат што го имавме. Започнавме со поставување цврста основа во урокот еден, истражувајќи што навистина значи аналитиката на социјалните медиуми, од следенџе на ангажманот и до сегод до мапиранџе на промени во ставовите и однесувањето на потрошувачите. Го дискутиравме зошто социјалните податоци сега се сметаат за најнедоволно искористениот актив во современиот маркетинг. Во урокот 2 го проширивме нашиот поглед за да ја испитаме како вештачката интелигенција радикално ја трансформира оваа област. Не се ограничени повеќе на прегледи по кампанџата, аналитиката сега работи во реално време. Можеме да предвидиме кој содржина ќе стане тренд, да идентификуваме кризи пред да избухнат и да дешифрираме емотикони, меми и сарказам користејки напредна обработка на природниот џазик. И само вчера во урокот 3 ја насочивме нашата внимание кон алатките. Од корпоративните табла на Sprinklr до решенијата за среден пазар на Hootsuite и Keyhole, ја мапиравме како различните платформи вградуваат вештачка интелигенција во слушањето, анализа и визуализација на целокупниот спектар на социјалната перформанса. Но каква е поентата од сите овие податоци ако не преземаме акции врз основа на нив? Ова е нашата фокусна точка денес. Урокот 4 е за претворанже на аналитиката во стратегија. Тука бројките се сретнуваат со приказната и тука увидот станува влижание. Преиспитување на стратегијата за содржина. Што функционира, зошто функционира и како да се прошири, да започнеме со содржина ја сршта на секоја присутност на социјалните мрежи. Повеќето брендови произведуваат голем број на објави. Некои успеваат, други не, а многу седат посередина, посредни, незабележителни. Но што ги разликува победниците од заборавливите? Одговорот се повеќе доаѓа од ревизии на стратегијата за содржина засилена со вештачка интелигенција. Започнете со филтрирање на вашите минати објави според стапката на ангажман. Не се фокусирајте само на лајкови или прегледи, важно е колку длабоко корисниците комуницираат. Користете ја вашата аналитичка платформа за рангирање на содржината според ефикасноста на ангажманот. Кои објави предизвикаа не само лајкови, туку и споделувања и значајни коментари. Кога ќе ги имате вашите најдобри изведувачи, прашајте што им е заедничко. Да ви дадам пример. Една компанија за B2B с ААС откри дека нејзините карусели на LinkedIn со јасни статистики и инфографики генерираат 3 пати повеќе ангажман отколку обичен текст со лидерство во мислите. Што направија? Вградија тој увид во AI дизајнерскиот асистент на Canova, кој генерираше нови варижанти на објави врз основа на визуелниот стил и структурата на претходните победници. Сега превртија леќата. Што се оние што не исполнуваат? Кажете дека вашите кратки видеа достигнуваат само 5% ангажман, додека вашиот референтен вредност е 12%. AI може би ќе препорача микроадаптација. Додајте титлови, податоците покажуваат дека 85% од вашата публика ги гледа без звук. Тоа е високо корисно решение со многу мал напредок. Овој вид циклус за дижагностицирање и прилагодување, поддржан од AI и извршен од луѓе, е начин на кој модерните тимови за содржина победуваат. Всушност, препорачувам да се постави циклус за оптимизација на содржината од 90 дена, евеџа структурата. Месец еден, аудит. Извршете целосна анализа на последните 3 месеци. Идентификувајте ги најдобрите 5% од содржината и воспоставете јасни стандарди за перформанси. Месец 2. Експеримент. Тестирајте 3 нови типа или формати на содржини, анимирани инфографики, карусел приказни или дури интерактивни анкети. 3 месец. Маса. Укрепете ги победниците. Автоматизирајте го нивното распоредување. Пренасочете ги најдобрите објави во нови формати. Овој циклус повеќе не е опционален. Во денешната средина исполнета со податоци, предпоставките се ризик. Стратегијата треба да биде водена од податоци, а содржината треба да ја заслужи својата позиција. Сегментација на публика, говорење со вистинските луѓе на вистинскиот начин. Откако содржината ќе биде оптимизирана, следното прашање е: кому на вистина му одекнува? Ова не доведува до сегментација на публиката и тука AI целосно ја менува играта. Замислете да ги поставите 100.000 профили на следбеници во алатка за анализа.
Она, що се жавува, не е монолит, туку групи, секои со свои карактеристики, однесуванџа и афинитети. И идентификува не само демография, туку и психография и стилови на интеракция. Кластерот 1 може би е фитнес майки на возраст от 30 до 45 години. Кластерот 2 геймери од ген обседнати со ретроестетика. Од овој момент, содржината престанува да биде универзална за сите. За кластер 1, вашиот пост во 7 часот на утро може да вклучува брз видеозапис за подготовка на оброк и цитат за благосостојбата. За кластер 2, меме стилски игри со кросовери и енергични наслови, објавени на полно кеџај. И не треба да го правите оварачно. Алатки како Facebook Audience Insights, кога се комбинираат со модели на вештачка интелигенција како ChatGPT, можат да генерираат целосни профили на персони, теми за содржина, па дури и предлози за тон на глас. Овој вид е мокџен, не сите следбеници се еднакви и сегментацијата ви овозможува да се состанете со луѓето каде што се, во менталитет, во начин на живот и во мотивација. Бенчмаркинг на конкуренти, знаенџе каде сте и каде да нападнете. Следно да зборуваме за конкурентска интелигенција. Платформи за социјална анализа со вклучена вештачка интелигенција сега собираат и анализираат не само вашите содржини, туку и содржините на вашите конкуренти. Ова значи дека можете да ги споредите вашите резултати со индустриските стандарди или дури и со директните конкуренти. Да речеме дека откривате дека вашиот процент на клик-тру, CTR, е 2%, додека водечките конкуренти просечно достигнуваат 5%. Тоа не е само статистика, тоа е стратешки црвен аларм. Може би вашиот повик за акција треба да биде тестирана. Може би вашата слика за минижатура не привлекува внимание. Или, како што откри една финтек бренд, проблемот беше во времето, нивните конкуренти обжавуваа во 8 часот на утро, додека тие се обжавуваа во 14 часот. А и ја нагласи разликата. Едноставна промена донесе зголемување од 30% во CTR. Земете ја стратегијата на Edgerbadge AI. Компанијата користеше анализа на хаштагови и джазови во содржината за да идентификува дека нивните конкуренти, главно хотелски синџири, игнорираат дигиталните номади. Airbnb ја искористи можноста, лансираше кампанџата #WorkFromAnywhere и доминираше во разговорот за тој сегмент на пазарот. Запомнете, борбата за видливост е релативна. Не треба да ги надминете сите, само треба да ги надминете оние кои делат вашата публика. ROI, најдобриот резултатен лист. На крај сето ова значи малку безповратна инвестицијата ROI. Еве ја класичната формула само за да не постави на тлото. ROI од социјалните медиуми, шишчу, профит од кампањата, трошоци за рекламирање. Трошоци за рекламирање X100, но оваа формула станува експоненцијално поефикасна кога IKE се справи со атрибуцијата. Да речеме дека водите мултиканална кампанџа. Корисникот гледа вашата Instagram приказна, подоцна кликнува на оглас на Facebook и на крајот купува по добивањето на e-пошта. Кој канал добива кредит? Ова е проблемот со последното кликнување при приписувањето. Платформите за вештачка интелигенција како HubSpot и Impact.com го решаваат ова со доделување на тежинска вредност на секој допирна точка. Не мора повеќе да предпоставувате. Можете дури и да интегрирате промокодови и UTM ознаки за прецизно одредување на приходот. Значи, ако вашата нова кампанџа со инфлуенсери донесе профит од $100,000, а вкупната инвестиција, реклами, средства и такси беше $25,000, вашиот ROI е 300%. А и обезбедува точна атрибуција, а не анекдотска. И еве го конечниот пресврт, овие сознанија не само што ја мерат перформансата, туку ги водат вашите следни кампанџи. Ако TikTok ја зголеми свеста, но не и конверзиите, може би следниот пат каде го користите како алатка за врвот на фустанот и каде ја ретаргетирате преку e-пошта или огласи за пребарување. Проактивна стратегија, одлуки во реално време и подготвеност за кризи. Да заклучам со последната точка, аналитиката не е само ретроспективна, таа е проактивна. Многу алатки сега нудат мониторинг на сентимент во реално време. Ако нешто тргне наопаку, системот не чека извештај од понеделник. Веднаш ви испрагџа порака на Slack. Можете да изградите кризни протоколи околу ова. Предходно одобрени шаблони за одговори,
канали за ескалация на пер, прегледи на сентиментът по криза. Пример за това. Старбакс еднаш беше подложен на социален отпор около удържливостта. Користенжето на пластика беше в негативен тренд. Нивниот АИ алатка рано откри промена в разположението. За няколко часа обжавия видео от позадината за компостабилните материали и претворижа криза в наратив базиран на вредности. Аналитиката е вашиот систем за рано предупредование. Користете ги на той начин. Стратегията е повратна връзка, значи що е вистинскиот заключок. Стратегията не е статична. Та е циклус. Ти слушаш, ти тестираш, ти мериш, ти ги усъвършуваш. Со анализа на социалните медиуми, особено со вещачка интелигенция на ваша страна, оваа спирала станува подсвърста, побърза и попаметна. Бифтето на маркетингот не припагжа на най-гласниот глас во просторијата. Тоа припагжа на брендот што најдобро слуша, најбрзо учи и действува со најголема прецизност. Како што ја затвораме оваа модул, ве охрабрувам да ја прегледате вашата последна кампанџа. Изберете еден канал, еден цел. Применете ги техниките што ги дискутиравме. Користете AI къде што помага. Размислете къде што не успева. Итерирајте интелигентно. Во нашиот следен модул ќе ја преминеме на етика и приватност во маркетингот на социјалните медиуми воден од вештачка интелигенција. Додека тоа не се случи, продолжете да слушате, податоците зборуваат. Благодарам.